Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. По 3-месечен прекин во општина Кочани продолжи да функционира јавниот градски превоз. Граѓаните може да се возат на истите линии како и во изминатиот период, а и цената на билетот останува непроменета – 10 денари за едно возење. По прекин од 3 месеци повторно започна да функционира општинскиот линиски превоз на патници во Кочани. Автобусите возат на релацијата од населбата Оризари преку Усова чешма, Бавчалук, на спојот на улиците Белкамни, Страшоер, Бабче до зоната лесна индустрија. Транспортот на патниците го врши компанијата Тасим од Оризари со 4 поаѓања дневно од понеделник до сабота, согласно одобрениот и регистриран возен ред. Од транспортната компанија рекоа дека на почетокот од обновувањето на услугата до сега немало проблеми. 3 месеца го нема превоз, сега после 3 месеца луѓето нормално дека не знаат дека уште дека е почна на линијата. Највеќе патници има од населба Оризари до плоштад и до болница. Вози се од понеделник до сабота секој работен ден со исклучок на државните празници. За едно возење патниците плаќаат само 10 денари, односно половина од цената на чинење на билетот, а другата половина ја субвенционира општина Кочани. Цената за оваа услуга е утврдена со одлука на Советот. Граѓаните се задоволни што повторно функционира превозот, што за нив е поволна опција, особено во поглед на трошоците. Дека сум ја, утрајан трубав, горе, зима 70 динара такси. Ова каса 20 динара не е ништо, ќе се платиме. А јас сум години више, не може да одам. Највише ми се аресува релацијата до подлазите и до Оризари што вратени селото. Од има стари луѓе не можат да се искачуват, а автобусчето многу убаво, Господ здраве да му даде на тај што го пушти автобусчето. Цената 10 динара многу реална беше. Ако треба и 20 ќе плаќаме. Ама има луѓе што немат пари. Ама одговара и 10 и 15 динара да е. Прекинот во вршењето на општинскиот линиски превоз настана откако претходниот превозник Автоатом од 1 август годинава престана да ја дава услугата. Образложението тогаш беше дека релацијата е непрофитабилна и неисплатлива. Изборот на компанијата Тасим е направен по 2 неуспешно реализирани јавни набавки, што претходно ги спроведе општина Кочани. Информациите од јавен карактер да бидат подостапни за лицата со попреченост. Во таа насока, во Штип беше потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Виница и Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, како спроведувач на проектот Пристапни и достапни јавни информации и услуги, со кој градоначалникот Ивица Димитров презаде обврска за создавање услови за пристапни и достапни јавни информации и услуги за лицата со попреченост во Виница. И лицата со попреченост имаат право да живеат независно и да учествуваат во сите аспекти на животот, вклучувајќи и пристап до информатиските и комуникатиските системи и технологии, како и до други капацитети и услуги отворени или обезбедени за јавноста во урбаните и во руралните области. Локалните институции треба да создадат услови за своите сограѓани од таа категорија да имаат достапност на општинските веб страни со соодветна интерпретација на знаковен јазик или текстуална транскрипција. Во таа насока, во Штип беше потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Виница и Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, како спроведувач на проектот Пристапни и достапни јавни информации и услуги, со кој градоначалникот Ивица Димитров презаде обврска за создавање услови за пристапни и достапни јавни информации и услуги за лицата со попреченост во Виница, следејќи ги препораките на Европската Унија, а во согласно со Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, домашната регулатива и интерните акти. Општина Виница можете да ги видите резултатите дека е една од најдобро стоечките општини во регионот по процент во делот пред се на
на лицата со попреченост, меѓутоа морам да истакнам дека ние веќе започнавме со нова веб страна. Мислам дека до крајот на годината ќе биде готова, така да вклучени се и лицата со попреченост, се со цел за да можат подобро и поефикасно да ги добиваат информациите што е оно што се случува во нашата општина. Како проблем во нашата држава физичката непристапност на објектите на институциите, непристапноста на информациите кои ги добиваат лицата со попреченост и остануваат без да ги остварат своите права. Сметаме дека физичката пристапност не може брзо да се отстрани, бидејќи тоа се стари објекти и подолго време ќе трае адаптацијата, а веб страниците можат да се адаптираат за да бидат пристапни и достапни, за да оваа категорија на граѓани, како сите други, оствари пристап до права. Општините имаат должност да даваат услуги на граѓаните, исто така исто право имаат и граѓаните со попреченост, но за жал во овој момент не може да ги добијат. Инаку правичната анализа на општинските веб страни покажала дека општините се уште имаат многу недостатоци во тој дел. Во голем дел од веб страниците забележавме дека нема јавно истакнато податоци за контакт лица, кое што е задолжено за информации од јавен карактер, како и голем дел од информациите кои што се јавни не се достапни на самите веб страници. Во однос на содржина, исто така забележавме дека во голем процент, некаде над 80%, веб страниците не содржат видео материјали кои што ги објаснуваат содржините кои што се на самата веб страница. Тоа ги прави секако недостапни за лицата со попреченост. Исто така нема воопшто никаде содржина која што е пристапна за лицата со попреченост во слухот. Лицата со интелектуална попреченост увидовме дека најмногу имаат проблем во ориентација во веб страните. Во рамките на овој проект, Сдруженијето Инклузива има задача да реализира истражување и анализа на веб страните за лица со попреченост на сите 11 општини со кои има подпишано меморандум, да реализира 3 работилници, при што најмалку 30 лица од општинските администрации ќе бидат опремени со вештини за соодветен пристап и комуникација со лица со попреченост во процесот на давање услуги и информации од јавен карактер и да врши мониторинг на имплементација на веб стандардите на веб страниците на општините од Истокот. Општина Кучани планира да потроши околу 5,5 евра за ангажирање фирма за отстранување на бесправно изградените и временно поставените објекти на јавните површини. Тендерската постапка за избор на давателот на услугата е во тек, а рокот за пријавување на заинтересираните е до средината на овој месец. Локалната самоуправа на Кочани бара фирма која ќе постапува по налозите за отстранување на бесправно изградените објекти или делови од нив, како и за отстранување на временно поставените објекти за кои не е издадена дозвола. Постапката за избор е започната со објавувањето на јавниот повик за тендерот, а според пресметката за оваа намена се планира да се потрошат над 330.000 денари. Парите се обезбедени од општинскиот буџет, а со нив ќе се плаќа за извршување на услугата за период од 12 месеци, односно до крајот на идната година. Според техничката документација во јавниот повик, од давателот на услугата се бара да располага со соодветен број работници и градежна механизација за отстранување на објектите, а предвидено е да може да ангажира и подизведувачи. Постапувањето ќе биде по издадено решение за уривање, односно за отстранување на објектите. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми по повикот е до 15 ноември. Во текот на мај годинава, од Општинската комунална инспекција рекоа дека до собствениците на времени објекти биле испратени писмени известувања со барање сами да ги отстранат. Дел од нив го почитувале предупредувањето, а за останатите кои не постапиле по решението, ќе бидат ангажирани екипи за рушење, при што трошоците ќе паднат на сметка на собствениците. 58-годишникот село Кучичино се здобил со телесни повреди на работното место во фирма во село Чешиново, говорат информациите од полицијата. Земјоделството меѓу водечките гранки по бројот на несреќи при работа. Во овој сектор потребна е поголема едукација и обука за намалување на бројот на несреќи при работа на поле.
Несреќите при работа не го одминуваат ниту земјоделскиот сектор, дури котира како еден од најзагрозените и црна точка кога станува збор за безбедност при работа. Евидентни се несреќите на полските патишта на поле, а често и при транспорт на земјоделски производи, и во сезона на сеча и превоз на дрва се случуваат сообраќајки со потешки последици. Последната жртва на несреќа во земјоделството на истокот е 34 годишен бировец, кој загина како сопатник во тракторска кабина, откако возачот изгубил контрола и паднал во провалија. На 5 ноември пак, во 15 часот, во полициската станица Кочани од здравствениот дом во Кочани, било пријавено дека кај нив за укажување на лекарска помош бил донесен БТ, 58 години од село Кучичино, кој се здобил со повреди на работното место во фирма во село Чешиново. Од полицијата информираат дека извршен е увид на местото на настанот од страна на полициски службеници од ПС Кочани, на кој присуствувал и трудов инспектор. Се работи на расчистување на случајот, велат од полицијата. Експертските анализи за овој проблем посочуваат дека македонскиот земјоделец се уште не е доволно едуциран за мерките за заштита при работа на поле. Повеќе се жалат на необележана земјоделска механизација, има сообраќајни незгоди со земјоделска механизација и затоа сметам дека треба да се прават дополнителни обуки на земјоделците и да се разговара повеќе за заштита и безбедност при работа, затоа што кога ќе се спомене заштита и безбедност, се помислува за заштита при работа во некој објект, затворен објект во некоја фабрика, меѓутоа многу малку се разговара за заштита и безбедност при работа кај земјоделците. Кога земјоделецот ќе излезе од објектот, од еден до друг, од нивата до објектот, например, каде што го остава, каде што го одложува возилото, може да направат, може да се случат икс работи, икс незгоди, не дај Боже да се случат, меѓутоа како и да е, треба земјоделецот да биде едуциран. Само едуциран земјоделец може да биде успешен. Земјоделството се уште е црната точка во Македонија, посочуваат и од Сдруженијето за безбедност и здравје при работа. Од Организацијата на работодавачи посочуваат дека месечно се случуваат по 150 несреќи на работа. Само за 9 месеци 30 работници загинале на работа, велат од Македонското Сдружение за безбедност и здравје. Покрај работните места во земјоделството, за најризични во однос на безбедноста, се сметаат индивидуалните производители, а потоа градежниците и вработените во црната металургија. Две несреќи, од кои една со смртни последици, годинава полицијата регистрира во Кочани и Виница. Работник смртно страдаше при истовар на мермер во кочанска фирма, а во Виница при кипање на глина со влекач со тешки повреди се здоби работник од Берово. И откупната цена на уризот е ниска. Ако препаратите и трошоците за уризопроизводство се пониски, тогаш може да се размислува на проширување и зголемување на површините под ориз. Во спротивно ќе има големи откажувања, бидејќи не им е исплатливо да произведуваат ориз, се жалат земјоделците. Со ниските откупни цени, со моменталната висока цена на ѓубрива и препарати и со високите трошоци за оризопроизводство, оризопроизводителите тешко дека можат да обстанат и да се надеваат на аплицирање за добивање земјоделска механизација или воопшто за продолжување со оризопроизводство. Велат дека има решение ако семенскиот материјал и препаратите се поевтини и чинењето на оризопроизводството да е поевтино, како што е случај во другите земји. Тогаш и откупната цена да е ниска, сепак би можело да се разговара за обстанок, велат земјоделците. Во спротивно ќе има големи откажувања. Државата да барем да ги избалансира работите. Нашето производство на ориз со производството на земите што се блиско околу нас, да речем Бугарија, Грција, Италија, Франција, кај што произведуваат ориз и кај што кога ќе дојдат ние да продаваме ориз, ни кажуваат сите берзата е таа. Ама берзата, пример, кај ние и кај нас може да коригират. Али како дојдат они до цената на колку чинието на оризо колку е таму и тука не е исто. У Италија еден препарат, пример за 1 хектар, цената на препаратот е на пола него тоа што го продаваат тука кај нас. Субвенциите се многу поразлични од нашите субвенции и после они го продаваат пример 500 евро по тон. Цената е реална затоа што цената е реална може у цела Европа.
Цената е тука негде. Може и цел свет да е цената да варира тука негде. Чинењето на производството не е исто. Чинењето не е исто, затоа што ако препаратот кај нас до пред 2 години, еден клинчар обичен за просто се продаваше по 3.000 денара, а истиот клинчар во Турција, пример, кошта колку кошта таму негде 15.000 динара негде. Он со 1000 динара има препарат на 1 кило, истиот препарат јас го имамше доскоро 3500 динара, ваа година, пошто увоз нема, ама сите се снаваѓале кој е недел, па почнаа и они да оправат за 2000 динара, мислам, 2 и нешто. Ако ти е дупло цената у препаратот, семејски материјал немаш за тоа што нема реално, кој увезува не знам, многу работи ни се измешат. Значи, многу работи треба да се постават на место, не е само цената и нека е уред, ако е цела Европа таква, нека е кај нас таква. Ама и другите работи секако ни па да се борем после и ние со ни. Ако продолжи вака, додава Кузманов, ќе зависи од тоа дали ќе се подобрат работите или не. Ако тргне на полошо и ако не се поправат работите, ќе мора да се намалуваат површините под ориз и да не се работи веќе. Разочарано реагираат земјоделците. Презентацијата под наслов «Мистеријата на виничките икони» ќе биде дел од одбележувањето на Меѓународниот ден на археологијата. На настанот што ќе се одржи во Скопје ќе бидат представени најзначајните археолошки културни обележја на Македонија, на кои своји представници ќе има и Виничкиот музеј Теракота. Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХАЕМУС идната недела во ЕУ Инфоцентарот во Скопје ќе организира серија предавања по повод Меѓународниот ден на археологијата. Настанот е од промотивен карактер и се прави во соработка со Археолошкиот институт на Америка, а основна цел е да се популаризира македонската археологија и културното наследство што потекнува од нашата држава. На настанот ќе учествува и музеот Теракота од Виница со презентација под назив «Мистеријата на виничките икони». Покрај тоа ќе бидат представени и археолошките локалитети Кокино, Стибера и Хераклеа, а ќе биде направен и осврт на византискиот и средновековниот период во македонските преданија. Меѓународниот ден на археологијата за 2018 година во Република Македонија е во подорганизација на УНЕСКО клубот ХАЕМУС под мотото на УНЕСКО за отворени едукативни ресурси. Исто така ќе се организира и под мотото на Европската година за културно наследство, а настанот е кофинансиран од Министерството за култура на Република Македонија во рамки на годишната програма за култура за оваа година. Следува информацијата од спортот. Кон одбележувањето на 11 октомври, денот на македонското востание, викендов се придружија и кочанските планинари. Со искачување на врвот Солунска глава, тие ја продолжија традицијата за празнично освојување на македонските планини. Кочанските планинари, членови на планинарскиот спортски клуб Осогово, беа учесници на традиционалниот петти поред марш на планината Јекупица, што го организираше планинарскиот спортски клуб Чеплес од Велес. Иако вообичаено се одржуваше по повод 11 октомври, по волните временски услови, овозможија годинава акцијата да се реализира на почетокот на ноември. Главна цел на маршот и овој пат беше врвот Солунска глава, кој со своите 2540 метри спаѓа во групата на повисоките и поатрактивни планински врвови во нашата земја. Кочанските планинари, заедно со своите колеги од другите спортски планинарски клубови, пешачењето го започна од планинарскиот дом Чеплес на височина од 1450 метри. При тоа за искачување им преостанаа околу 1100 метри, колку што имаа и за спуштање. Според информациите од учесниците, карпестиот терен и големите стрмнини не дозволувале опуштање во убавите пейсажи што ги нуди планината. Сепак, внимателно и професионално, сите планинари по околу 8 часа пешачење ја завршиле акцијата без да имаат било какви проблеми.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.